Колега Тунтев, рековте дека мајчиниот јазик е основно право на секој граѓанин. Точно така. Повикавте и да отвориме јавна дебата. Па како да отвориме, колега Тунтев, кога му ставивте европско знаменце на законов? Зошто? Зашто ви се брза? И велите, европското знаменце си го поставија од владата. Па чива е владата? Ве молам, колега, не се обидувајте повторно да правите циркус, како оној со платформата. Па ова е класично спроведување на платформата, колега Тунтев. Имплементирањето на албанскиот јазик со овој ваш предлог на закон дефинитивно ќе не одведе до промена на името на државата Република Македонија. И тоа само по себе ќе повлече и промена на сите државни символи, грб, знаме, химна, дводомно собрание и така натаму и така натаму. Сево ова е спроведување на платформата. Еве ја, колега Тунтев, ја името. Ова е почеток на крајот на македонската држава. Крај на нејзината 27 годишна самостојност, независност и унитарност. И договорот за добрососедство со Бугарија беше дел од овој почеток на крајот. Но тој може и да се откаже и да не важи после една година, а законот за албанскиот јазик, затскриен заради јавноста како закон за јазиците, е нешто многу посериозно од овој договор со Бугарија. Овој закон беше предмет на разговори и преговори за состав на новата реформска влада. Ова беше клучниот момент за да се формира владата на Заев и сега мора да следи испорака на ветеното. Целта на овој закон е да се заобиколи менувањето на Уставот на Република Македонија. Но ниту еден закон не може и не смее да биде повисок од Уставот на една држава. За жал, ова не е било која држава, ова е Македонија, во која моментално на власт е реформистот Зоран Заев, кој е над Уставот. За него и за неговата власт не важи Уставот на Република Македонија. За да ја задржи оваа уценета власт, за Зоран Заев нема устав, за Република Македонија че нема унитарност и за кратко че ја нема ни Република Македонија. И јас на албанците можам само да им честитам. Најдоа село без кучиња и нормално е да бараат. И тие всушност со овој закон апсолутно нема да почувствуваат никакви промени. Знаете зошто, колега Тунтев? Затоа што ги уживаат сите права по однос на користењето и употребата на нивниот мајчин јазик. Но затоа промена ќе почувствуваат македонците, турците, ромите, бошњаците, србите и сите останати во Република Македонија, а посебно во оние градови каде што не живеат албанци.